Топилницата во Велес, имајќи предвид количеството на отпадот, содржината, високите содржини на многу токсични тешки метали, близината до градот, јас би рекол дека е во градот, до сегашните негативни ефекти на загадување на животната средина, за кои што ги имаме сознанијата, значи, според мене, од тој аспект е Велес, дефинитивно. Лојане може би бил на трето место, но треба да се решаваат паралелно. Општината Велес и Министерството за економија дадоа концесија на една странска фирма да го транспортира троската, бидејќи ваков вид на троска во светот се преработува, се излекуваат овие метали, бидејќи тие како метали се многу корисни. Со хемиски третмани, релативно ефтини процеси. И тие има, по мои сознанија, и договор со една таква фабрика во Малезија, да се транспортира таму до Солун и потоа со брод во Малезија да се преработува. Се одолжи процесот на добивање на дозволата, во меѓувреме Малезија забрани увоз на таков опасен отпад, се обидоа со Турција и Турција забрани, се обидоа со Украина, почна војната во Украина. Сега тие предложија, пред известно време, на местото кај што е топилницата и троската, тие да вршат сепарирање, па да добиваат различни компоненти од троската, кои што потоа би ги продавале. И на тој начин да се елиминира троската, општината Велес не им даде дозвола. Јас бев консултиран и од општината и им дадов моје мислење. Мислењето е дека доколку, бидејќи тоа не е металуршки процес. Таму нема топилници, нема печки и така натаму, тоа е ладен процес. Ако се врши мониторинг и ако се работи според планираната студија, не би требало да има ризик по загадување на животната средина. Меѓутоа, општината одлучи дека постои ризик и не им дадоа дозвола, така што троската ќе ни... Сега за сега е статус кво. Што е решението? Има ли некое друго решение? Во светот со вакви случаи се решава адхок покривање. Значи, имаме такви примери. Може да ги најдете и на интернет. Но ние ја имаме депонијата 50 години. Од затворањето на топилницата во Велес од 2002-2003 година, ние имаме 21-2 години. Се прашувам зошто до сега не ја покривме, ако знаевме колку е таа опасна по градот. Ние изготвивме геохемиски атлас на почвите во Велес. Книга која што доби во 2009 година награда Гоце Делчев, највисока награда за наука во државата. И таа е дистрибуирана во сите министерства, надлежни и така натаму. И утврдивме дека почвите се загадени, дека земјоделските производи што се произведуваат се загадени и Министерството за земјоделие не најде за сходно и Агенцијата за храна да забранат производство таму веќе на храна. И храната од тогаш, од која имаме сознанија, се консумира, се продава.